Председателот Иванов и со последниот говор од неговиот мандат остана доследен, како што и ни докажа сиве овие 5 години, дека е председател само на една политичка партија и дека не е председател на сите граѓани на Република Македонија. Не случајно ние како политичка партија го бойкотиравме говорот, односно настапот на господинот Иванов во собранието, и не случајно како политичка партија излеговме со став дека политичките партии на албанците треба да излезат со консензуален кандидат за председател на престојните председателски избори, токму поради тоа што досегашните председатели на Република Македонија не покажале никаква почит кон тоа што е мултиетничност и мултиконфесионалност на оваа држава. Мислам дека господинот Иванов уште еднаш ни покажува дека за да бидеш председател на Република Македонија подеднакво треба да се грижите за потребите на сите граѓани. Не случајно во говорот на господинот Иванов не слушнавме ништо околу она што се раздвојни точки помеѓу различните етнички заедници во оваа држава. Не слушнавме ништо околу проектот Скопје 2014 година, не слушнавме ништо околу тепачките на младите деца низ Скопје и сето она што е сплет на настани кои што ги загрозуваат меѓуетничките односи во нашава држава. Мислам дека тоа покажува уште една ипокризија на ДУИ, која што не само што го поддржа господинот Иванов, него ги полнеше кутиите за време на изборите. Тоа покажува за нивниот однос не само кон институциите на државата, туку и кон нивните гласачи. Господине Джелили, еве, на неколку месеци сме од престојните председателски избори, представник сте на албанска партија во опозиција. Каков кандидат за председател би поддржале вие? Ние уште еднаш да се изјасниме, нашиот став е дека политичките партии на албанците треба да излезат со консенсуален кандидат за председател, кандидат кој што исполнува високи морални и професионални критериуми, а мислам дека во албанското милје постојат такви кандидати кои што би биле прифатливи и за македонците. И тука се надевам дека македонците имаат можност и шанса да им возвраќаат на албанците, поготоа кога се работи за избор на председател. Ние јавно или гласно сме гласале за кандидати македонци, така да сметаме дека е дојдено време и македонците да гласаат за одреден кандидат албанец за председател на државата.